Што за вас представува медиумската писменост? Ако нема медиумска писменост, ние народот од кај ќе да знаеме што се дешава во државата? Ништо. И какви медиуми следите вие? Сите. Како вие лично се Дали вие информирате? од интернет или пак читате новина или телевизија? Повеќе телевизиски медиуми. А дали им верувате се на луѓе? Не. Има некои набиени новинари преку медиумите, што ќе им текне, тоа пишува, тоа кажува. Меѓутоа, ние сме свесни. Народот не е више неписмен, знае све. А дали Што се дешава? Дали е една вистина, вест- дали е невистина, што го гледаме. Едни едно, едни друго, меѓутоа јавноста се гледа. Дали една вест која ќе ја прочитате, ја проверувате дали е точна и ја споделувате со пријателите или семејството или? Па да, имаме конверзација во однос на таа тема. Еден мисли така, еден така. Така споредуваме и со друштво, и со кафана, да речеме. Различно толкување има, меѓутоа истината се знае. А како мислите како би можело да се подобри информирањето на граѓаните? А по-демократско изјаснување, да не е набиено, скриено. Новинарите се, знаеш како се обоени партиски кои како ќе му одговара, така пишува. А за локалните, Молам? за локалните проблеми колку сте задоволни? Локалните проблеми, поготово Тетово, се катастрофални. А пак реков, ради партиски обоени припадности на тие што работат во општина, секој дече на своја страна, за да обстане на власт. Денеска ќе пише дека ова сме презели, утре нема ништо, а ние пак народот изложени и према тоа јасно се гледа дали е вистина или не е вистина, така ли? Земи ја пример депонијата. Ќе се носи во Гостивар, ќе се носи во Скопје во Дрисло. Од тоа немаше ништо, само ја палеа и праја нечист воздух да дишаме. Ето утре се разбудам, што е ова, гледам, ќе се угушимо сите. Чадо дојде дури до центар, до нагоре вамо. Ка прво што представува за вас медиумската писменост? Што представува? Да. Па, тоа е многу значаен фактор прво за човечкиот живот, заради тоа што треба, нели, сите да бидеме колку толку, не сме баш сите писмени, за да ги разбереме работите околу нас, во општеството, за животот и воопшто света. А вие лично како ги следите медиумите, дали на интернет, вести? Значи јас повеќе повеќе телевизија и нешто интернет. Нешто кога имам време. А дали верувате во сите информации или пак се сомневате некој да се лаже? Не баш. Не баш да верувам во сите информации. Значи селективно ги одбирам оние што сметам дека се прави. Потоа правам и разлика меѓу, значи правам уствари едни, други, трети, па да видам што може да прифатам како такво. Не знаме колку сте задоволни за тоа како локалните проблеми и теми се представуваат во медиумите. Ја лично, да ви кажам, малку сум позафатена и не ги следам локалните телевизии, ама, например, еве, загадување. Воздухот, загадување на вода, воопшто нехигиената во градот, многу ми смета. И мислам дека не е баш нешто, може би, значи се дистанцирам, може би има во медиумите тоа, не знам, не ги следам локалните медиуми, ама треба да има многу повеќе. А што друго сметате дека треба да биде повеќе застапено во медиумите? Вас како граѓани, што ве интересира исто да има? Како граѓанин ме интересира, да, и ме интересираат проблемите што ги имаме, нели? Ама не само проблемите. Успешни приказни, например, нарочито за вас младите, кој што постигнал, на каков начин, како све тоа застапено, колку е застапено, дали е овде, дали можат младите. Сега ние сме на возраст кога имаме некаква стабилност во работа или нешто слично. А младите треба да се знае како можат да успеат,
дали во образованието, дали со запослувањето и такви работи некои, документарни програми, па и филмови, па и музички програми, све тоа ме интересира. И дали би промениле нешто вие? Лично во медиумите. Треба да се промени. Во медиумите. Да. Мислам дека во медиумите не сме да има, значи, тој што го застапува тоа, новинарот, не сме да држи некаква страна. Објективно треба да се постави, значи, тоа и тоа и тоа се вести, како вести, или како некој податок, а самиот потоа гледач ќе може да самиот си заклучи кој е во право, кој не е, што треба да се смени и слично. Како се информирате вие лично? Преку новини и телевизија. Дали може да препознаете лажна вест и како? Не може да биде лажна вест. Дали мислите дека може Преку да собствено прочитате лажна мислење јас вест? ќе погодам дали е тоа лажна или не лажна вест. Така. Може така? А дали им верувате на медиумите? Дали им Би требало, меѓутоа не е тоа.